Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашево црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве како и секоја сабота, така и ова ќе кажеме нешто од црковен и религиозен карактер. Оваа недела, односно вчера, драги браќи и сестри, го завршивме и петиот поред акатист, односно неседални песни, кои што ги упативме првите петоци од Великденскиот пост на Мајката Божја. Меѓутоа, како христијани, убаво би било да знаеме што значи акатист и историјата на самото име. Оваа недела ја прославуваме неседалната песна Акатист кон Пресвета Богородица од неколку причини. Кога Ираклиј управуваше со Византиското царство, персискиот цар Хозрој, гледајќи дека моќта на грците значително ослабела поради тиранијата на императорот Фока, испратил еден од своите велможи по име Сарвар со илјадници елитни војници да ги покори и плени сите источни земји, и тој стигна и самиот до златниот Хрисополис, кој сега се именува Скутури, а царот Иракли, поради недостатокот на општественото богатство, златото, свештените и црковните сосуди, ги претвори во златници заради поголем и посовршен реванш, употреби бродови на Црното море, за да ги отфрли на персиска страна. Тој ја уништи нивната моќ и Хозрој беше победен со остатокот од неговата војска. Малку подоцна, Сирој, синот на Хозрој, се побунил против својот татко и ја грабнал власта. Тој го убил својот татко и се здружил со царот Иракли. Но Хаганот, Мисојски и Скитски, кога дознал дека царот го минал Црното море за да се бори со персијанците, го раскинал примирието со грците и начело со илјадници војници стигнал до Константинопол од западната страна, извикувајќи гласови хулни против Бога. Веднаш морето се исполнило со бродови, а копното со пешадија и безбројни коњаници. Тогаш патриархот Константинополски по име Серги го тешеше народот да не се предава и да не се разочарува, туку сета своја надеж од душа да му ја предаде на Бога и на неговата пречиста мајка Богородица. Исто и патрициот Вонос, кој тогаш управуваше со градот, го направи она што беше потребно за да ги одбие непријателските војници, кој велеше треба и ние покрај помошта од озгора да го направиме она што е во наша моќ. А патриархот со сиот народ, носејќи иконата на Мајката Божја по бедемите, им даваше поддршка. Додека Сарвар од исток, а Хагонот од запад почнале да ја палат околината на градот, патриархот ја носеше иконата на ракотворен образ Христов, честниот и животворен крст, како и честната риза на Мајката Божја, околу градските бедеми, а Хаганот Скитијанин ги напаѓаше градските бедеми со откопно со толку големо мноштво, што на еден грк имаше по 10 скити. Но непобедливата војводка Пресвета Богородица, драги браќи и сестри, со малиот број војници,
што се наоѓаа крај незиниот храм наречен Извор, го уништи нивното мноштво. Тогаш луѓето храбрени и радосни под водство на непобедливиот војвода, Божјата мајка, ги победија до крај и за секогаш. Кога им предложи примирие, граѓаните одбија, а Хагонот им рече: не залажувајте се со Бога во кого вие верувате, бидејќи утре секако ќе го освојам вашиот град. Граѓаните кога го слушна ова, ги пружаа своите раце кон Бога. Откако се договорија, Хаганот и Сарвар нападнаа и од копни од море, обидувајќи се да го заземе градот со помошта на лукавството. Но толку беа победени од луѓето што преживеаните не беа способни да ги изгорат ни мртвите. Чунови полни со војници, минувајќи низ кривината наречена Рок, се упатиле кон Богородичната црква во Влахерна, но една силна бура го разнишала морето ненадејно и оваа флота беше разбиена, уништена со сите непријателски бродови. И можеше да се види тоа чудо на Мајката Божја. Ги одби од брегот во Влахерна сите напаѓачи. Тогаш народот побрза да ги отвори портите и речиси сите ги испотепаа, па дури и жените и децата се кренаа против непријателот. Нивните началници се вратија, плачејќи и редејќи. А боголюбивите луѓе на градот Константинов, оддавајќи и благодарност на Мајката Божја, отпееја една сеноќна песна, кој што се нарекува Акатист, бидејќи и таа самата не престануваше да бдее за нив и со надприродна сила таа ги победи непријателите. Од тогаш во спомен на тоа толку големо и надприродно чудо, црквата го прими овој празник во чест на Мајката Божја во време на годината кога се случи таа победа, а се именува Акатист, бидејќи тогаш беше отслужен стоејќи од страна на свештенството и сиот народ. 36 години подоцна за време на владењето на Константин прогонат, агарените собраа огромна војска и повторно го нападнаа Константиновиот град и го обседнаа 7 години, и кога тие зимуваа покрај Кизик, тие погубија многу своји жители. Потоа, откако се откажа и се вратија во нивната флота, сите тие беа проголтани од морето покрај Силој, благодарејќи на заштитата на сечистата Богомајка. И по трет пат, за време на царот Лав и Савријанин, потомците на Агара на број повеќе илјади, најнапред го разурнаа Персиското царство, потоа Египет и Либија ги освоија Индија, Етиопија и Шпанија. Најпосле го нападнаа и царскиот град со 1800 бродови. Тие го опколија и чекаа да го ограбат, но градските посветени луѓе, носејќи го честното дрво на честниот и животворен крст и честната икона на Мајката Божја, ги обиколија градските бедеми, молејќи го Бога со солзи. Тогаш на агарените им се стори дека е подобро да се поделат на две групи. Едните тргнаа против бугарите и таму загинаа повеќе од 20.000. Другите беа оставени околу градот за да го заземат. Бидејќи беа спречени од веригите кои одат од Галата до градските ѕидови, тие допловија некаде во морето до местото каде се именува Состен. Но таму почна да дува северен ветер и многу нивни бродови се искршија и се потопија. Преживеаните станаа плен на голем глад, така што почнаа да јадат и човечки тела и кал. Потоа бегајќи стигнаа до Егејското море, но таму се потопија со сите нивни бродови, бидејќи падна силен град од небото и го разурнува морето, така што ја распрсна и смолата на бродовите и така изгинаа оваа огромна војска, од која останаа само тројца да раскажат. Поради сите овие надприродни чуда на пречистата Богомајка, ние, драги браќи и сестри, го празнуваме овој празник Акатист. Го именуваме затоа, бидејќи таа ноќ сиот народ остана стоејќи за да ја пее химната на Мајката на Словото. Ако при пеење други
песни може и да се седи, овие на Божјата мајка сите простум ги слушаме. Драги браќи и сестри, по молитвите на својата непобедлива мајка, Христе Боже наш, секогаш избавине од неволите што не притискаат и помилујне како единствен и човеколюбец. Драги браќи и сестри, нека ни е напомош и овој свет акатист кој што го отслуживме, првиве 5 петоци од овој свет и голем великденски пост, кој што се помоливме на Мајката Божја, секогаш да ни биде закрилница и секогаш да не чува и да не пази, исто како што ги пазела војските кои што сакала и да го зачуваат и градот Константинопол. Нека прави чуда, нека секогаш го моли Бога за нас да ни дарува телесно здравје и духовно спасение. И се надеваме дека до година повторно ќе се најдеме во добра слога, љубов и повторно да ја отслужиме акатист на Мајката Божја. А светлото Христово воскресение оваа година да го дочекаме во радост, мир, напредок и секогаш во добро здравје. По молитвите на Мајката Божја и на сите свети и на светата Марија Египетска, чишто спомен оваа 5-та недела ќе ја прославиме, нека ни дарува Бог телесно здравје и духовно спасение сега и секогаш и во сите векови. Амин. Распоред на свети богослужби за Великден 2021. 25 април цветници. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Осветување на палмови и врбови гранчиња. 29 април, Велики четврток. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Масло свет. 7 часот попладне, читање на 12 страдални евангелија. 30 април, Велики петок. 10:30 сабајле, царски часови и украсување на Христовиот гроб. 7 часот навечер, опело Господово и оплакување на Христовиот гроб. 1 мај, Велика сабота. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 11:30 навечер, полноќна воскресна утрена. 2 мај, Воскресение Христово, Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 3 мај, втор ден Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 4 мај, трети ден Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 6 мај, свети великомаченик Георги Ѓурѓовден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 7 мај, источен петок, Балаклија. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 9 мај, втора недела по Пасха, Томина недела. Свети свештеник, маченик Василиј Амасиски. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Христос воскресе, навистина воскресе. Nalej,
imavme, smrti ili sloboda, smrti ili sloboda, za Makedonija. Nalej, 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 za Makedonija. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Sediš moj belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gleda. Kraj Vardarot sediš moj belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gleda.
goste tebe čekam, moj doma da mi dojdeš, a ti ne dođeš dušo, srce moje Jovano. Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke. Tvoja ta majka, moj tebe ne pušta, kraj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал,
су во меснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Bez ljubov nema za nas dvajca spas. Sreќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Saca mambo, mambo. Sí, 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 te saca mambo, mambo. Sí, 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 te saca mambo, mambo. Ako ljubav sakaš me, ne gledaj me. Sreќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Sí, 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 te saca mambo, mambo.
Распоред на свети богослужби за Великден 2021. 25 април цветници. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Осветување на палмови и врбови гранчиња. 29 април, Велики четврток. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Масло свет. 7 часот попладне, читање на 12 страдални евангелија. 30 април, Велики петок. 10:30 сабајле, царски часови и украсување на Христовиот гроб. 7 часот навечер, опело Господово и оплакување на Христовиот гроб. 1 мај, Велика сабота. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 11:30 навечер, полноќна воскресна утрена. 2 мај, Воскресение Христово, Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 3 мај, втор ден Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 4 мај, трети ден Великден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 6 мај, свети великомаченик Георги Ѓурѓовден. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 7 мај, источен петок, Палаклија. 10:30 сабајле, света литургија, причест. 9 мај, втора недела по Пасха, Томина недела. Свети свештеник, маченик Василий Амасиски. 10:30 сабајле, света литургија, причест. Христос воскресе, навистина воскресе.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Мојот живот тежок е, верувај, пријателе, и не знаеш дека многу дни носат бури и горчини. Љуби срце, љуби силно, кај во гради немирно, давај љубов, нека гре, една се живе. Љуби срце, љуби силно, кај во гради немирно, давај љубов, нека гре, една се живе. Нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Љуби срце, љуби силно, кај во гради немирно, давај љубов, нека гре, една се живе. Љуби силно, кај во гради немирно, давај љубов, нека гре, една се живе. Сите што ги познавам сакаат да дознаат до кога вакви сиви дни што ми носат тежини. Ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Љуби срце, љуби силно, кај
oženi, oženi. Si ti se, majko, oženi, oženi. Si ti se, majko, oženi. Zajedna Makedonka porobena. Si ti se, majko, oženi. Zajedna Makedonka Распоред на свети богослужби за Великден 2021. 25 април Цветници. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. Осветување на палмови и врбови гранчиња. 29 април, Велики четврток. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. Масло свет. 7 часот попладне, читање на 12 страдални евангелија. 30 април, Велики петок. 10:30 Сабајле, царски часови и украсување на Христовиот гроб. 7 часот навечер, опело Господово и оплакување на Христовиот гроб. 1 мај, Велика сабота. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 11:30 навечер, полноќна воскресна утрена. 2 мај, Воскресение Христово, Великден. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 3 мај, втор ден Великден. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 4 мај, трети ден Великден. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 6 мај, свети великомаченик Георги Ѓурѓовден. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 7 мај, источен петок, Балаклија. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. 9 мај, втора недела по Пасха, Томина недела. Свети свештеник, маченик Василий Амасиски. 10:30 Сабајле, света литургија, причест. Христос воскресе, навистина воскресе. Stara majko, na
me šeta soka i četo more zerodo, gdje me šeta soka i četo more zerodo. Ne
se za polnoke, sokol džiru se veleštani, polovi na taru se ohriđani. Žože Varliđana, Soka i Četo, Ruse Sedilđana, Namov Četo. Sal si vesel Đorđe, pesna pejt, Ruse, sve za tebe. Nikoj oko Ruse, nemu klava. Taksaj, majko, taksaj, šuke taksaš, za Ilija, majko, žoldi čeli. Za klipeta, majko, šalko šula. Za pareta, majko, taka freski. Za tašeta, majko,